Начинот на кој функционираат колегите надвор е многу различен од тука, затоа што тука се ти е спремно некако целата екипа, имаш календар, имаш тайм слот за секој настан и има повеќе луѓе кои ќе следат повеќе нешта. А тој ако не дај Боже се случи нешто лошо, целиот фокус е таму и целата одговорност е само на еден човек и се бара од него да следи 24 сати се што се случува, се бара да има најнови информации, од сите изјави, а тоа не е возможно и да и у Скопје е невозможно, ама пак имаш други колеги осмени. Пример, кога има настан во Тетово, еден настан треба тој дописникот да го покрие од почеток до крај, а тоа не е лесно затоа што е еден човек и се бара и материјали, снимки, па и од тоа да излезе и тема после, да бара уште изјави, бидејќи не е потребно само еден извор, туку потребни се сите страни. Така да човечкиот дел е тоа, направи го едно, направи го добро, направија темата од сите аспекти и ако ти треба време, имаш време. Локалната власт е многу затворена. И изјавите, изворите не се... Многу тешко е да стигнеш до нив. Иако се збори и се случува нешто, низ цел град се збори, се знае дека, например, има дискриминација или дека не земаат плати, локалната власт се прави како да ништо не се случило, те игнорира. И ти праќа некој одговор кој воопшто нема врска со темата и бидејќи се знаат, пошто е мал градот, се знаат еден со другиот и вршат и притисок. Значи, многу е потешко кога си локален новинар, затоа што се знаат сите еден со друг и вршат притисок меѓу луѓето, меѓу фамилијата, по другите врски, како да наоѓаат начин да не пишуваш за нешто. На сите мои колеги им викам, кога имате притисок, кога воопшто некој сака да реагира, а не е тоа демант спремен на нај-окей начин, на најпрофесионален начин, пошто се знае кога може да реагира некој, треба да праќа демант, да се слушне како човек. Им викам да се јават кај мене, дека јас сум одговорна и да не паѓа товарот врз новинарот кој го прави прилогот, затоа што јас со новинарот сум постојано во контакт и знам што се случува, ги знам сите детали, сите се. Не дека ја не знам и го следам случајот, ама може подобро да реагирам, по-неемоционално, и одговорноста ми е поголема кога зборам од мојата позиција. Предизвиците се секогаш потешки за новинарките. Тоа е факт и тоа не е само локално, туку е генерално во Македонија, затоа што првото нешто што ќе го направи власт, локалната власт или било кој се чувствува дека е загрозен од таа информација, ќе те нападне по моралот, по тоа како изгледаш, по тоа што си, каква си. А кај мажите тоа не го прават. Тоа може да те нарече на друг начин, ама кај нас и да те нарече дека лажеш, лажга, ќе ти достави плюс, ќе ти стави уште неколку морални лепенки кои не постојат кај машкиот род и кај мажите, и тоа стварно е проблем и стварно е притисок кон новите новинарки кои сакат да работат, сакат таа професија, ама ти влијае и психолошки, не само за тебе, туку и цела фамилија ти е проблем. Затоа ги булираат и онлайн. Новинарството е мисија и борба за правда. Новинарството не е само професија, туку тоа е активизам. И ако сакаш да си нешто да исправиш и да ги гледаш лицата на луѓето кои се
задоволни од тоа што нешто се променило, тогаш стварно треба да си новинарка.